Јас велам добро утро и за нашиот втори гостин во студиото, Зорица Серафимовска-Арсовска, психолог со која што ќе ја продолжиме токму оваа тема. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата. Внимателно го слушнавме и претходниот разговор и во тој контекст сакам и да ја продолжам темата. Во последно време, последниве години свеста се менува и кај нас по хуманистички пристапот кон оваа тема, кон психолозите, кон психијатрите, ако некогаш тоа беше табу тема. Може би побавно работите кај нас ќе се согласиме, некако се менуваат и одат во нагорна линија. Голем дел пред се и од помладата популација денес имаат своји психолози, своји психијатри со кои што се советуваат. Јас малку ќе се пошегувам на самиот почеток, може би ќе се согласите со мене, може би не, но ете, на социјалните медиуми гледаме излив на булинг, врснички булинг, на неубави, невкусни коментари, гледаме премногу озборувања, премногу нездрава критика, па ајде малку и во тој контекст да се пошегуваме, подобро е наместо таму да се истураме, подобро е да се посетиме психолог и психијатар и да се погрижиме за себе си, но и за околината. Добро утро и добре ни дојдовте. Така, благодарам уште еднаш. Да, убав е овој почеток и обрнување внимание за тој булинг и за тој однос што го имаме помеѓу нас. Кога зборуваме за ментално здравје, всушност, она што е многу важно е да кажеме дека тука е од особено значење таа љубов. Љубов прво кон себе, а потоа љубов кон другите. И за жал, нели, во последно време дефинитивно луѓето имаат потреба да истураат такви некои негативни чувства, емоции, мисли кон другите, свртувајќи се кон надвор наместо кон себе. Јас би сакала на овој ден на менталното здравје токму да ставам акцент на таа потреба да тргнеме секогаш од себе. Да тргнеме секогаш од љубовта кон себе. Затоа што љубовта кон себе по мене е основата на менталното здравје. И сега во прилогот, кој што беше навистина прекрасен, доста се зборуваше околу менталното здравје, односно она што е наспроти, а тоа се некакви ментални пореметувања, болести, проблеми. Меѓутоа, би сакала да обрнеме внимание и на уште некои аспекти од менталното здравје, а тоа е и емоционалната благосостојба, како и психолошката благосостојба и на крајот социјалната благосостојба. Тоа подразбира, нели, да ние бидеме емотивно здрави, да бидеме окей со нашите емоции, да ги разбереме, да се однесуваме на соодветен начин, да најдеме начин како да ги канализираме, како да ги изразиме, нели. Од друга страна, психолошките аспекти на личноста, психолошкото здравје, психолошката благосостојба, сето тоа што подразбира, но еве и да ставиме акцент на социјалните контакти, да бидеме во ред со себе, да бидеме во ред со другите, да градиме добри односи, да градиме односи на доверба, на соработка, на разбирање, на помагање, на емпатија. Сето тоа е ментално здравје. Така. Може би, кога зборуваме на оваа тема, ќе се согласите исто така со мене, втор пат ќе се дозволам една констатација, поголем дел од луѓето кои што, може би треба да размислат за посета и разговор со психолог и психијатар, на почеток овие теми и им изгледаат смешно. И некаде прочитав податок и факт дека токму се тие во линијата, во местата првите луѓе, што треба малку повеќе да се поработат на своето ментално здравје. Како да научиме да ги читаме емоциите? Како да научиме да се ги слушаме емоциите? Така. Тоа треба да го направиме од најрана возраст. Тоа треба да го направат нашите родители со нашето раѓање. Голема грешка е кога се плашиме од емоциите, кога мислиме дека треба само да имаме оние пријатни или некои ги нарекуваат позитивни емоции. Меѓутоа, емоциите се составен дел од нашиот живот и многу важен дел од нашиот живот за наш правилен развој. Така да јас би ги посоветувала младите родители, затоа што неколку пати спомнавте дека во денешно време се менуваат работите и многу повеќе луѓето доаѓаат кај нас психолозите на советување, посетуваат различни работилници, различни обуки, различни тренизи.
Една работа е да ги научат своите деца дека емоциите се составен дел, дека е во ред да бидеш тажен, во ред е да бидеш исплашен, во ред е да бидеш радосен и таа радост да ја манифестираш. Во ред е да покажеш лутина, а не да ја собираш во себе. Лутината е многу важна, функционална емоција и мислам дека често таа е виновната за нашето нарушено ментално здравје. Најчесто луѓето се воздржуваат да покажат лутина. Мислат дека тоа не е во ред, мислат дека можеби на тој начин ќе ги нарушат односите со луѓето што им се блиски. Напротив, лутината е нешто што треба да го манифестираме тогаш кога некој не сваќа сериозно, кога некој ги крши нашите вредности, кога некој оди против нас. И ние можеме таа лутина да ја манифестираме на соодветен начин со тоа што нема да го нарушиме односот. Но ќе кажеме, јас те почитувам тебе, почитувај ме и ти мене, почитувај го мојот интегритет, мојата личност и немој да го правиш тоа. Неизразена лутина внатре во нас предизвикува многу процеси, многу неубави работи, кои што доведува до зголемување на стрес, до зголемување на незадоволство, до нереализирање на некои наши ставови, вредности и така натаму, и тоа дефинитивно може да влијае на нашето ментално здравје. Како? На тој начин што ние емоционално ќе се чувствуваме незадоволно, ќе се чувствуваме дека сме во некоја ситуација за која што ние немаме решение, ќе се чувствуваме виновни, ќе се чувствуваме не окей во секој случај, нели? А тоа секако дека понатаму ќе влијае и на нашето делување, на нашето однесување, ќе влијае на нашето развивање на односите со другите. Често пати тоа може да доведе или до некакво повлекување, до самување, или пак спротивно на тоа, до раздразливост, импулсивност, потреба за агресивно однесување и така натаму. Некако како од мали, родителите, барем овие нови генерации, сега помладите генерации, како да ги учеа своите деца, дека да, треба за многу работи да се повлечеш во себе, да прекјутиш, за да не ги повредиш другите, да не ги налутиш другите, да не добиеш можеби казна на работа ако изреагираш, ако покажеш лутина, но кога веќе зборуваме поотворено за менталното здравје, сите тие потиснувања на емоциите, верувам ќе се согласите, и на стравот и така натаму, доведува до нарушена психоментална состојба. Дефинитивно. Меѓутоа, оно што би сакала да го истакнам, пред малку истакнав колку е важно да ги манифестираме и тие непријатни емоции во кои што спаѓа лутината и која што е многу важна. Е многу важно оној позитивен однос кон другите луѓе. Од друга страна, од една страна учиме дека можеби често пати е несоодветно да изразиме лутината. Меѓутоа, изразувањето на лутината нема да биде проблем, доколку ние секојдневно во нашите релации и односи изразуваме позитивен став, изразуваме став на прифаќање, изразуваме ставови и испраќаме меѓу себе оние позитивни пораки. И почит, допаѓање, одобрување на работи. Значи, тоа се тие позитивни пораки кои што треба секојдневно да ги изразуваме, затоа што тие се, нивната функција е да градиме добри односи помеѓу себе, нели? Кога ги испраќаме овие пораки. И втората функција е да знаеме дека на некој нашето однесување му се допаѓа. Некој го одобрува нашето однесување, за тоа добиваме порака и тоа прави да ние продолжиме да се однесуваме на тој начин, затоа што таа личност ни е важна, нели? И добиваме таква порака. И тогаш кога ќе добиеме негативна порака, или јас тоа најчесто го велам добронамерна критика, нека има во неа и дел лутина, дел несогласување и така натаму, тоа нема да биде проблем за нас и за нашите односи. Затоа што јас знам дека таа особа ме прифаќа, приметува многу работи и ми ги соопштува, ми го дава тој фидбек, и кога ќе ми даде и таква негативна, порака, односно критика, јас тоа го прифаќам и
таа функцијата на тоа е да искоригира можеби некое моје однесување, затоа што важно ми е за тој однос или со таа личност. Така. Менталното здравје ке луѓето го размрда почетокот на ковид пандемијата. Исплива на површина многу недостатоци во однос на работата на нас луѓето кон себе си и кон своето ментално здравје. Кога мислевме дека е крај со тоа, дојде нова криза, секојдневно во медиумите се пренесуваат информации кои што се наше секојдневие, мора да се пренесуваат, енергетска криза, војни во светот, војни во нашата близина. Верувам дека ова, ако го свртиме од позитивен аспект за менталното здравје, треба да значи будење кон сите, дека вложувањето во себе си, вложувањето во своето ментално здравје, разговорите со психолози и психијатри сигурно ќе помогнат уште повеќе да се надмине оваа криза, за да човекот, брзајки и летајки по други нешта, не заборави на себе си и не си го уништи своето внатрешно здравје. Така е, да. Да, ковидот дефинитивно не размрда и дефинитивно донесе некоја нова струја во нашите животи, но само силно не подсети дека животот е промена, дека во нашите животи постојано ние сме подложни на некакви нови ситуации, дека сме подложни на промени на кои што ние треба да се прилагодиме. И всушност ментално здравите луѓе се оние кои што ги префаќаат тие промени и брзо се прилагодуваат, односно брзо менуваат некои стари навики, стари сваќања, ставови и едноставно ги заменуваат со нови. Нели, сега сме сведоци на нова криза, некако се надоврзуваат. Една по друга, да. Но дефинитивно нели, сето тоа бара од нас да се прилагодиме. Да го направиме тоа на најдобар можен начин и на најсоодветен и најнавремен начин. Луѓето кои што брзо ќе ги забележат и прифатат тие промени и брзо ќе одлучат да се менуваат или да менуваат нешто кај себе, се тие кои што успеваат или да останат најментално здрави во целата ситуација. Добро, па и не случајно кога кажуваме психофизичко здравје, оди тоа во комбинација психолошкото, менталното здравје е на прво место, бидејќи двете се со иста важност, меѓутоа џабе го негуваме физичкото здравје ако ментално не сме здрави. Тие се со иста важност и се многу поврзани, нели? Ако ни е нарушено физичкото здравје, тоа дефинитивно ќе влијае и на менталното, на психичкото здравје. Нели, кога се соочуваме со проблеми во нашето тело, дефинитивно тоа може да влијае на нашето расположение, на нашата психолошка состојба, на нашата желба и потреба да ги одржуваме социјалните контакти со другите и така натаму. И обратно, може да се појават проблеми на психолошко ниво, нели, па тоа да предизвика, нели, како што спомнавте, заробени емоции во нас, тоа да предизвика различни психосоматски болести. Значи, и во негативна смисла, и во позитивна смисла, тие се нераздвоиви. Значи, постојано се во некаков сооднос, во некаква равнотежа. Така да, кога зборуваме за едното здравје, дефинитивно тука ни е и ова другото. Значи, баш е како два дела од една целина. Така. Но добро, ситуацијата, верувам, не е само на Балканот, во нашето обкружување слична, туку и насекаде во светот. Табу тема за да се зборува за менталното здравје до пред некое време беше и во поразвиените земји. Не сега само да бидеме самокритични кон нас, кон ова општество туку и во развиените земји исто така ова беше табу тема, меѓутоа веќе се чувствува во светот по расположението на луѓето, по нивните коментари дека навистина се добива впечаток се повеќе се работи на подигање на свеста за менталното здравје и за менталната хигиена. Ги споменавте обуките, тука имаат значаен удел. Да, дефинитивно. И вие медиумите ни помагате во тоа, нели, да зголемиме таа свесност. Дефинитивно можам да го изразам моето задоволство дека промене таа состојба и дека дефинитивно ние што работиме со нашите клиенти, нели, психотерапија или психолошко советување, можеме тоа да го забележиме. И драго ни е заради тоа. Јас постојано велам,
Не треба човек премногу да страда, премногу да трпи болка за да се одлучи да дојде на психолог. Како и во другите области, како и кај физичкото здравје, нели, стално велат, превенцијата е важна, раното откривање е важно, раното интервенирање е важно за подобар исход. Така и во нашата област. Превенција, нели, е многу важна и е добро да се отиде на психолог. Да, тука ни се луѓето, тука ни се блиските, пријателите, роднините, колегите, со кои што можеме да разменуваме практично и за одржување на менталното здравје, е важна таа наша поврзаност со луѓето. Заради споделување, заради размена на искуства, заради добивање на некакви убави, нивни искуства и совети. Меѓутоа, сепак, психолозите како стручни лица можат побрзо, на полесен начин, на постручен начин, во одредени ситуации, нели, каде што тоа не може да го направат нашите блиски луѓе, да интервенираат на соодветен начин. И затоа мојата порака е, немојте да страдате, немојте да трпите премногу болка. Побарајте решение за она што го чувствувате во вас на време. Јас гледам по моите клиенти и драго ми е кога ми се јавуваат нови клиенти по препорака на оние кои што претходно биле тука. Тоа е веќе многу убав знак, дека дефинитивно луѓето и младите ве прифаќаат дека психологот е, нели, некој кој што ќе им помогне да надминат нешто што ги мачи. А и во последниве години се повеќе и повеќе забележуваме посетеност на обуките, на семинарите организирани од страна на психолозите, па затоа и во тој контекст сакам да го завршиме разговорот од самата платформа Our Mind. Организирате еден убав настан на 29 октомври беше чинен. Би сакал да го најавиме кога веќе зборуваме за култура за менталното здравје, за ментална хигиена, да ги повикаме нашите гледачи да бидат дел од еден убав целодневен настан каде што може повеќе да се информираат, но и да земат оддишка од секој невијет. Така е, да. Би кажала дека, нели, кога зборуваме за менталното здравје, нели, луѓето кои што велиме ментално здравје, тоа се луѓе кои што се задоволни, среќни, исполнети и кои што даваат придонес во промените на заедницата. Токму и од тој аспект, ова што ние во Our Mind го подготвуваме на 29 октомври, еден убав самит за лидерство, каде што ќе земеме учество 6 предавачи, кои што ќе го опфатиме лидерството од неколку аспекти и дефинитивно тоа ќе биде интересен и корисен настан да се посети од широка популација. Значи тоа може да бидат вработени менаџери, но може да бидат и младите луѓе кои што работат на себе, на својот раст и развој. Едноставно да слушнат, да искусат што значи лидерството, како можеме да се развиваме себе си, како можеме да влијаеме на другите луѓе и на тој начин да придонесеме за благосостојба не само на нас, туку и на тие што не обкружуваат. Така да еве ги поканувам сите на кои што им е интересно тоа да дојдат на 29 октомври во Holiday Inn. Благодарам многу, ви беше навистина пријатен разговорот. Претходно договоривме и сосем поразличен концепт од оној кон што не одведа одговорите и прашањето, но верувам дека и вие уживавте и ќе заклучиме на крај дека бевме навистина едукативни и интересни за гледачите во тоа што го кажав. Да. Благодарам уште еднаш што посветивте време за оваа тема. Вие посветувате доста време на психолошки теми редовно, нели, во вашата утринска програма, така да секогаш со задоволство ве гледам и со задоволство сум дел од ова која ме поканувате.